Добре дојдовте во што не е јасно, јас сум Љупчо Цветановски. Најпрвин срекни празници, да сте ни живи и здрави. Почнуваме со новата сезона на што не е јасно, а за македонските предизвици во 2023 година насущната потреба од предвремени парламентарни избори и промени кои што ќе значат и спаси за Македонија и за начините како да се дојде до нив во при отворањето на новата сезона на што не јасно. Имам чест да зборувам со потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добре дојде. Добре најдов. Ви благодарам за поканата и ако ми дозволите, ова е моје прво телевизиско појавување во 2023 година. Би сакал да ја честитам новата година на сите што не гледаат, исто така на христијаните би сакал да ги честитам божитните празници и да посакам многу здравје, среќа, успеси и многу повеќе оптимизам во оваа 2023 година. Мислам дека ќе ни треба на сите, така што еве честитки до сите што не гледаат. Така, Александар, токму во својата колумна новогодишна велиш дека основна задача во 2023 година е да се врати оптимизмот кај народот, да се врати вербата, волјата и надежта во подобро утро. Да, мислам дека ова што ќе го кажам не е нешто што е ново или што народот не го чувствува, тоа е дека разочарувањето кај народот е огромно. Скоро и да нема човек кој што не чувствува големо разочарување од сето на што се случува во државата. Би рекол дури дека оди на рап и на депресија целата оваа ситуација. Тоа е така еден подолг временски период, не беше само во 2022 година, туку еден посериозен временски период. Тука секако има надворешни фактори. Првиот беше корона пандемијата, која што 2 години практично ги затвори луѓето дома и донесе какви што донесе последици. За жал многу мина ги изгубија животите, а многу поминаа тешко низ справувањето со короната. И како што заврши корона пандемијата, почна војната во Украина, што донесе една неизвестност и една сериозна економска криза која што се чувствува насекаде низ европскиот континент. Тоа се надворешните фактори, но има бројни внатрешни фактори кои што дополнително народски кажано ставаат масло на огнот. Пред се тука е високо распространетата корупција, криминал и општата состојба на безнадежност која што ја чувствуваат граѓаните. И кога се тоа ќе оставите во комбинација и во контекст, навистина постои помеѓу народот едно огромно разочарување, дури многу мина мислат дека и нема излез. Не само што е допрено дното, туку многу мина мислат дека не може да се оди нагоре од како веќе е допрено дното. И затоа мислам дека основна задача за оваа 2023 година е да се врати оптимизмот, да се врати вербата, надежта, светлината, како што велам во таа колумна кај народот, затоа што тоа е основа за да имаме напредок во државата. Ова е економски тешка година, затоа што јасно е дека војната во Украина ќе трае долго, како што стојат сега работите, но постојат многу работи кои што дома можат да се направат, кои што можат да ја подобрат состојбата. Не гледам капацитет во оваа влада дека тоа може да го направи и затоа мислам дека една од основните задачи се предвремени парламентарни избори, после кои што се надевам дека ВМРО ДПМН ќе добие голема поддршка кај народот, за да можеме да составиме влада која што ќе почне да ја влечи државата од овој безизлез во кој што е сега. И многу мина секако прашуваат како. Мислам дека со добра организација, со посветеност може да се постигне резултати. Не мислам дека за неколку месеци или за година дена може да се решат сите проблеми, но може да почнат да се решаваат проблемите. А самото тоа што ќе почнат да се решаваат проблемите, ќе врати кај голем дел од луѓето надежта и да се разбие ова сивило кое што можете да го забележите кај луѓето дури и во вакви празнични денови како што се новогодишните и сите овие јануарски празници кои што се навистина убави, но за жал го нема тој дух кој што вообичаено го гледаме за празници. Била дека 2022 година е година која што треба да оди во заборав. Не се служувам бидејќи не смееме да заборавиме многу работи што се случија, напротив, нели, за да ги паметиме и за да не се повторат. Еве, од сите оние
работи, а имаше многу малку за жал добри работи. Од се она што се случи во 2022-та, што ти остави најголем впечаток? По што би ја паметел, освен нели по економскиот крах, кризата и сите тие работи, што францускиот предлог или што би било она по кое што ќе ја паметиш 22-та? Прво се слагам дека не смее да се заборава и не само оваа, туку низата лоши години, затоа што основното прашање е дали се влечат поуки. Јас не гледам дека се влечат поуки, туку се прават уште поголеми грешки. Во однос на тоа по што ќе ја паметам 2022 година е исти настан со две страни, едната страшно негативна, но другата многу позитивна. Се работи за периодот јуни-јули, кога беше прифатен овој така наречен француски предлог, односно да бидеме коректни, власта сака да го злоупотребува и да вели дека е француски предлог, во суштина е договор помеѓу власта на СДСМ и Бугарија за ништење на македонскиот народ. Од едната страна го гледам многу негативно, затоа што се работи за исклучително лош договор. Договор кој што директно удира во темелите на самобитноста на македонскиот народ. Но гледам и една многу позитивна работа тука, а тоа е дека народот како никогаш претходно се обедини и имаше ни масовни протести невидени во македонски услови, протести кои што ги поддржава МРДПМН, но не беа организирани со партиска цел, значи немаше избори па да се прават митинзи или да се прават собири, туку беше еден спонтан израз на револтот на народот, што ме прави многу среќен, затоа што народот покажа дека знае да се обедини и дека кога гледа опасност, знае да го изрази својот револт на улица, што е основа на секоја демократија, тоа е доколку институциите не знаат да си ја завршат работата, тогаш народот ги предупредува преку масовни протести на улица и тоа е енергија која што се создаде, која што не може да се избрише, од која што враќање назад нема и која што е јасна порака за оваа власт, која што ќе ја видат на следните парламентарни избори, каде што ќе има драматичен пораз, но и јасна порака за секоја следна власт дека не смее да се оди надвор од волјата на народот и затоа овој настан од јуни-јули и обидот би рекол на власта да се поништи македонскиот народ, велам обидот затоа што не успеа, македонскиот народ е тука и никој не може да го избриши, ме прави тажен и среќен заради тоа што видовме две лица во текот на месеците јуни и јули. Се надевам дека ова позитивно лице ќе го гледаме и во иднина, а тоа е дека народот ќе остане обединет, сплотен за националните интереси и дека на исти начин ќе реагира и во иднина кога ќе бидат загрозени или кога ќе има обид да се загрозат македонските национални интереси. Нас насушно ни треба национално обединување како никогаш претходно. Македонскиот народ не е голем народ и тоа дополнително треба да е мотив за обединување, затоа што немаме многу простор да се делиме како македонци. И покрај се што ни се случуваше и оние црни најави, да не решам, за оваа година, сепак не си песимист за 23-та? Не, напротив, јас сум оптимист и мислам дека со добра организација, со посветеност и со работа, и сега некој ќе рече дека си ја носам водата на своја воденица, но реално е така со предвремени парламентарни избори на кои што ќе дојде до промена на власта, мислам дека работите ќе почнат да се средуваат полека. Реков, никој не може да вети дека за неколку месеци или година ќе направи чуда, но доколку почнат да се менуваат работите, ќе се види едно позитивно расположение. Ева да кажам еден позитивен пример. Имаме позади нас година и 3 месеци после локалните избори. Најголем дел од градоначалниците се од редовите на ВМРО-ДПМН и сме благодарни за поддршката на народот. Во услови кога градоначалниците се од ВМРО-ДПМН, а власта е се уште од СДСМ и од ДУИ, а главните механизми се во власта, гледаме два тренда кај градоначалниците. Прво, има бројни реализирани проекти со скромниот општински буџет кој што го имаат. Велам скромниот општински буџет затоа што власта престана да ги финансира проектите на локално ниво од државниот буџет, затоа што
не им се допаѓа изборот на народот, што дополнително ќе биде казнето од страна на народот на следни парламентарни избори, затоа што власта се однесува многу себично и ги казнува граѓаните со тоа што не гласале за неа, но казната секогаш стига на избори. Значи, едниот тренд е дека има бројни реализирани проекти кои што власта со стотици пати поголем буџет не може ни да ги сонува. И вториот е, во овие година и 2 година и 3 месеци нема ни една корупцијска афера или скандал за градоначалникот редовите на ВМРО ДПМН, што покажува дека може да се работи честно и може да се работи поинаку. Овие две работи не значат дека сите проблеми во општините се решени, нити значат дека се што е проблем во општината се решило или ќе се реши во следниот период, но јасно покажуваат два правци, дека имаме вредни и честни луѓе. Доколку истото го покажеме и на централно ниво, а ќе го покажеме, тогаш мислам дека вербата кај народот ќе се врати дека во Македонија може пристојно и убаво да се живее и тоа е мојата основна верба за оваа 2023 година која што е пред нас. Националната продажба и сите оние мешетарења беа најболниот дел, предпоставувам, за македонецот и македонските граѓани во 2022-та, но сепак реално гледано во обичниот, во секојдневието, нели, во обичниот живот на македонскиот граѓанин и обичен смртник, не овие функционери од власта кои што не го чувствуваат тоа, беше економијата, оној апсолутен ценовен шок, иако Ковачевски во пред едно новогодишно интервју изјави дека спречиле ценовен шок, не знам на која планета живее човекот, но ценовен шок имаше дефинитивно и тоа огромен. Еве, економијата како тема, како да се подобри, дали единствено предвремени парламентарни избори се спаси за оваа ситуација, бидејќи им дававте и во текот на годината им дававте цели планови, пакети, ништо од тоа не направи. Како македонецот, освен национално што прво секој најмногу го боли, но како и подобро да живее македонецот, кој е начинот? Па, мислам дека ако некаде потврла владата, тоа се два сектори. Едниот е од, условно кажано би рекол, нивна потреба, лоша потреба, а вториот е од незнаење. Првиот е во делот на криминал и корупција, каде што си имаат лоша потреба да крадат и да неосновано се богатат функционерите на власта, а вториот од незнаење, економијата, мислам дека споредено со било која влада претходно, без разлика која водел владата и која политичка партија била внатре, ова е убедливо најслабиот економски тим кој што било кога раководел влада и тоа го чувствуваат граѓаните и тука не гледам простор за поправен на овој економски тим. Неколку параметри само да споделам, не би одел многу во статистика и бројки, повеќе низ она што го чувствуваат граѓаните. Официјално во Македонија инфлацијата е 20%. Реално е многу повеќе, но дури да е така, тоа значи дека тоа што минатата година чинело 1000 денари, сега чини 1200 денари во услови кога платите се исти, а многумина и веќе не ги земаат затоа што бројни фирми не можат да исплатат плата на вработените. За споредба во еврозоната, значи во рамки на делот од Европската унија каде што се користи еврото како платежна единица е 12%. Што значи дека само овие два сегменти се споредат, во Македонија има преку 8% домашна инфлација. Тоа е прво. Второ, статистиката е секогаш интересна операција, се вадат просеци и таму каде што треба и таму каде што не треба. Инфлацијата во основните производи во Македонија е помеѓу 50 и 70%. Наједноставно кажано, основните продукти кои што граѓаните ги користат секојдневно се поскапени за најмалце половина. Секој нека размисли кога ќе влезе во маркет што можел пред една година да купи со 1000 денари, што може да купи сега со 1000 денари и на сите одговорите им се јасни. Тука нема никаква помош и интервенција од власта и затоа народот нагло осиромашува и не гледа решенија кои што би можеле да се случат. Цената на електричната енергија, на струјата, за домаќинства, така што власта многу се фали, од 2020 до денес е поскапена дупло. Нека споредат било кое домаќинство, нека земат сметка од исти месец од 2020 и од 2022 година и ќе видат дека дупло им се покачени сметките за струја, иако власта лаже дека се поскапени само некаде 10 до 15%. Во компаниите каде што граѓаниве работат, а ако се во јавна администрација земаат плата од даноците кои што ги плаќаат овие компании,
цената на електричната енергија е поскапена од 400 до 800%. Значи 400 до 800%, да поедноставам, ако некоја компанија за струја плаќала 100.000 евра, сега плаќа 400 до 800.000 евра. Тоа се пари кои што на ниеден начин било која компанија може да ги обезбеди. Каква сака иновација нека има, а за жал Македонија ги нема многу, не може да направи додадена вредност за 4 до 8 пати повисока од претходно, и тоа се одразува или низ кратење на плати на работниците, или низ каснење на плати на работниците, или најлошото низ отпуштање на работници на принуден одмор или како технолошки вишок. До сега над 7.000 фирми, пред се мали и средни во Македонија, затворија, а очекувањата за остатоков од зимава се дека уште 10.000 ќе затворат и некаде вкупно дека околу 100.000 луѓе минатата и оваа година ќе останат без работа, или нема да земаат плата, или нема да земаат навреме плата, што е една огромна бројка. И затоа не треба не чуди податокот кој што го објави Државниот завод за статистика, значи владина институција, владино тело, кој што вели дека за една година Македонија напуштиле 133.000 работоспособни луѓе, инаку бројката е веројатно поголема, тие мерат само активно работно население. А во 2022 година, значи тука беше споредбата 21-22, а во 2022 година за само 3 месеци во периодот на третото тромесечие, тоа се месеците јули, август и септември, Македонија ја има напуштено 10.000 високо образовани луѓе. Значи за само 3 месеци 10.000 луѓе со најмалце факултетска диплома имаат заминато надвор од Македонија, што е најдобар показател на тоа што сите ние го гледаме околу нас. Скоро и да нема човек кој што не познава некого кој што не ја напуштил Македонија или размислува да ја напушти Македонија, и е одраз на сите овие неуспеси кои што ги бележи владиниот во наводници економски тим. Велам во наводници затоа што тоа е далеку од тим кој што може да даде одговори и решенија на кризата која што е активна во Македонија. Во рамките на онаа владина извртена логика и се што се случуваше, но сметам дека ова беше една, ако не и најлошата година за евроинтеграциите. Токму овој француски предлог, нешто на што предупредуваа и експертите, предупредувавте, се извинам, и вие како опозиција предупредувавме и ние како граѓани на улица, е оној француски предлог кој што го прифатија, кој што всушност ја блокираше Македонија. Лажа дека почнаа преговорите не се ни реално почнати, токму нели испадна стапица целата приказка, сега преговараме со Софија наместо Брисел. Ти денеска токму во рамки на обраќањето пред Советот за Националниот совет за евроинтеграција, пред парламентот, до тело чии што председател си, изјави токму дека треба да биде испочитувано и мислењето на мнозинството, пред се на македонскиот народ, затоа што прашањата кои што се поврзани со Бугарија задираат директно во делот на самоопределувањето на македонскиот народ. Да, денес ги представи приоритетите Кралството Шведска, затоа што Шведска председава во следниве 6 месеци со Советот на Европската Унија, и јас искористив една паралела, имено премиерот на Шведска имаше деновиве една интересна изјава. Шведска се обидува да стане членка на НАТО алијансата, затоа што се членови на Европската Унија, но не се членови на НАТО. После војната агресија во Украина почувствува потреба да стана членка НАТО, затоа што се во едно ранливо подрачје каде што реално може да имаат проблеми со Русија, и затоа посакаат да стана членка на НАТО. Ние тоа го поддржуваме и мислиме дека е добро, но една земја членка, во случајов тоа е Турција, ја условува Шведска во однос на за членувањето во НАТО со своји барања, како што Бугарија ја условува Македонија во однос на членството во Европската Унија. Иако барањата на Турција се различни од барањата на Бугарија, сепак ми остави впечаток неговата изјава кој што рече има работи кои што ги остваривме во однос на барањата на Турција, и тие работи на самиот почеток им кажавме на представниците на власта од Турција дека можеме да ги оствариме, и има работи кои што не можеме да ги оствариме затоа што се спротивни на нашите вредности, и тие по ниедна цена, вклучувајќи членство во НАТО, не можеме да ги оствариме, односно да ги реализираме. По истата аналогија, мислам дека треба да се испочитува мислењето на македонскиот народ, затоа што барањата на Бугарија пред се удираат во темелот на самобитноста на македонскиот
народ и да се слушне мислењето на македонскиот народ, кое што е јасно, а тоа е против овие бугарски барања и уцени и во делот на самобитноста на македонскиот народ, и во делот на македонската историја, и во делот на државниот континуитет на македонскиот народ, и во делот на македонскиот јазик. Тоа се работи кои што македонскиот народ силно ги чувствува во себе и се работи кои што се диаметрално спротивни од тоа што власта е спремна да го прифати. Тоа мора да се испочитува, затоа што во спротивно го удира темелот на македонскиот народ. Ако сакаме фер процес за членување во Европската унија, во стилот на ова што го кажа премиерот на Шведска, мислам дека и ние треба така да работиме, а тоа е да кажеме има работи кои што можеме да ги прифатиме, тоа е пред се реформите кои што ги бара Европската унија во делот на владење на правото, подобрување на економијата и сите копенхашки критериуми кои што секоја земја која што станала членка на Европската унија ги исполнила и мора да ги исполни Македонија, и тоа е нешто што можеме да го прифатиме, а има работи кои што не можеме да ги прифатиме, кои што се спротивни на нашите вредности, а тоа е обидот за поништување на македонскиот народ. И доколку така се поставиме и така поставиме јасна граница, многу повеќе ќе не почитуваат, отколку овој однос кој што сега го има власта, а тоа е слепо прифаќање на се што диктира другата страна. Зошто ова не допред до власта, бидејќи редица дузина анкети покажаа дека расположението на македонскиот народ, на македонските граѓани сите заедно, од 60 до 80 и нешто проценти одеше во различни анкети, е против оние условувања наметнати во францускиот предлог. Чуму до власта не допира овој глас на народот? Мислам дека допира и мислам дека се свесни. Тоа што не го адресираат, мислам дека е друго прашање. Се работи за еден збир на луѓе кои што немаат многу чувство за народот, не се спуштени помеѓу народот. Едните се предолго на власт, мислам на Дуи, другите се синови, ќерки, внуци на оние кои што ја оплячкаа Македонија во текот на транзицијата 90-тите години и генерално живеат комотни животи. Животи кои што не се споделени со народот. Одат на скијање во Швајцарија, во Австрија и така натака. Одат на летување на екзотични острови и така натака, за разлика од народот кој што не може да си дозволи 2-3 дена на Шапка или на Маврово да помине, или за кој што доколку летно време отиде неколку дена на море, тоа е настан на годината и тоа е реално тоа што може да си го дозволи народот. Ево, овие се некаде стотина скали над тоа што е просечниот македонец и затоа не ја чувствуваат народната болка, нити го чувствуваат народот. Мислат дека тоа е една маса која што може да се моделира согласно познатите изјави на нивните претходници од СДСМ во текот на 90-тите години, но во суштина е обратно и тоа ќе го покаже народот на избориве кои што се пред нас. Така. Ќе биде ли ова година на уставни измени или нема да биде? Власта посакува, тоа е факт. Јас секогаш директно одговарам на ова прашање и кратко, уставни измени нема да има. Така. Можеме колку сакате долго споруваме, но мислам дека ова е прашање што треба да се затвори. Да. Уставни измени нема да има, затоа што овој парламент, овие пратеници не излегле на избори и не ветиле уставни измени. Так. И народот кој ги гласал, не ги гласал за уставни измени затоа што не ветиле таква работа, така што во овие околности уставни измени нема да има. Се снижува ли и намалува онаа еуфорија на власта и вокабуларот, сето тоа што се приметува, токму еве Османи ќе го дадам за пример, како зборуваше, а како зборува сега, се намалува ли тој триумфализам и очекувањата, бидејќи најуваат опозицијата дека ќе гласаат толкумина и толкумина пратеници, за да при тоа пак, како минува времето, видат дека се појавуваат и пратеници од власта кои што јавно излегоа и кажаа дека нема да гласаат неофицијално низ кулуарите, ги има многумина
такви. Сега почнали османи со некоја нова реторика, сега не заплашува во наводници со некакво си црногорско сценарио кое што ќе ја зафатило Македонија, доколку некако што тврдеа декември, па јануари, па февруари, ако до ноември 2023-та не се донели уставните измени, ние ќе сме влегле во црногорско сценарио. На што ти личи ова? Не знам што е црногорско сценарио и што мисли по црногорско. Во место дека се исполнували, најнаш застанале и не прават ништо. Ние не ни влеговме во преговорите за да нешто имаме, за да стигнеме до црногорско. Прво, Црна Гора не е лоша земја за споредување и дај Боже овие кои што сега ја водат владата да можеа да се на ниво на Црна Гора, имено од 6 републики или еве со Косово 7 кои што излегуваат поранешна Југославија, Црна Гора е втора најдобра после Словенија. Драматично им се подобри животниот стандард. Државата се разви многу, секако најмногу во делот на туризмот, но тоа паметно го искористија да развиваат остатокот од државата, така што не мислам дека споредување со Црна Гора е лошо. Нити мислам дека лошо живеат граѓаните на Црна Гора, за разлика од граѓаните на Македонија. Осман е одлепен од реалноста, доволно е да праша околу себе колку луѓе од Македонија, негови комшии, соседи, луѓе кои што го делат овој воздух со него, одат летно време да работат во Црна Гора и да си побараат парче леп таму, па зимно време да се вратат тука и да имаат со што да ги прехранат семејствата. Само тоа нека го провери и праша и ќе види дали треба или не треба да се споредува со Црна Гора. Во однос на останатите прашања, власта се обиде да прави една пропаганда, но пропаганда од празен простор, од ветар и магла не се прави. И вистината доаѓа. Јас кажав, не би трошал многу енергија на ова прашање, затоа што говорот е јасен, неоставен и веќе го кажав и не гледам дека треба да трошам време да одговарам на владината пропаганда, нити да влегувам во нивната приказна. Ставот на ВМРО-ДПМН е кристално јасен и тоа е тоа, не гледам што плюс би можел да додадам. Примерот со Црна Гора претходно ги кажи бројките колку македонци се иселуваат, дали во тромесечие, дали во рамки на година минатата и слично. Денеска токму во своето обраќање пред Националниот совет за евроинтеграција искаже и лична загриженост од најновите одлуки на одредени земји членки на Европската унија пред се Германија, кои што многу ја либерализираа политиката за издавање на сопствени државјанства. Знаеме што значи тоа за нас, како загрозени може би во Европа. За мене тоа е голема грижа, затоа што еве да се променат условите во Македонија после следните парламентарни избори, нас ни треба квалитетен кадар за да развиваме државата. Затоа што откако нешто ќе ставите во програма и ќе добиете довербата од народот да го реализирате, потоа ви се потребни луѓе со кои што тоа ќе го реализирате. Не паѓа да работите сами од небо, туку најчесто е потребна многу посветеност и работа, непроспијани ноќи за да се реализираат одредени проекти и нешто што можеби на граѓаните понекогаш и лесно им изгледа и не е така лесно да се реализира и затоа се потребни мотивирани, честни, квалитетни, посветени луѓе да го направат тоа. Оваа политика која што сега слушаме на владеачката коалиција во Германија за либерализирање на процесот на добивање на германски државјанства за сите земји од регионот на Западен Балкан, за мене е загрижувачка затоа што дури и да го нема ова ниво на корупција во Македонија, дури и да ја нема оваа неспособност, Македонија не е компетитивна со Германија. Нити било која земја од регионот, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, можат да се компетитивни со Германија. А самото тоа што целиот регион тапка во место, со исклучок на Хрватска не напредува кон Европската унија, со тоа и не се развива, дополнително го става во подредена положба и затоа многу ме загрижува оваа нова политика. А мислам дека ги загрижува и граѓаните, затоа што секој сака да си ја најде среќата дома. Никој доброволно не се сели или не си оди ако му е убаво и затоа мислам дека големите европски држави повеќе треба да посветат внимание како да го развијат регионот. Странските инвестиции се еден добар пример, кој што за жал оваа власт не ги носи.
но мислам дека повеќе треба да размислуваат како да го развијат регионот, отколку како да привлечат луѓе од регионот да одат во нивните држави. Но и тука гледам одговорност кај владата, не само затоа што заради високото ниво на корупција и лошата економска состојба многу луѓе размислуваат да заминат, туку и затоа што овие теми не ги отвара со партнерите од Европската унија пред се големите држави. Мислам дека сите теми треба да се отворат и да се бараат решенија, но и да се нудат решенија. А вака доколку само немо се гледаат работите, ќе продолжат луѓето да се иселуваат од Македонија. Според едно истражување, 8 од 10 млади луѓе во Македонија без проблем би се иселиле доколку имаат шанса. Другото истражување беше дека 2/3 од македонските граѓани и повеќе од 2/3 сметаат дека државата оди во негативна насока. Дали овие странски партнери и сојузници го согледуваат ова што се случува, бидејќи имаше периоди на поддршка, знаеме и зошто сваќаат дека оваа влада дефинитивно, да не речам народски кажам, не бива за ништо? Тука е улогата на владата, која што треба да ги информира другите држави за состојбата во Македонија. Иначе ова за мене не се изненадувачки бројки. Се бројки кои што секојдневно ги слушам, се враќам на почетокот на ова наше интервју кога разговаравме за каква е состојбата, дека се работи за една општа разочараност, депресија помеѓу народот. И затоа велам дека мора да ја вратиме надежта, оптимизмот, затоа што тоа е основен извор на сите позитивни резултати кои што би дошле после тоа. Мислам дека со посветеност, со честност, многу брзо може да се сменат работите. Македонија е мала држава и тоа е предност. За многу работи е мана, но во овој дел е предноста, тоа е дека брзо можат да се решаваат работите и брзо државата може да се стави во ред и во колосек. Со една посветеност, мислам, за година-две може да се види драматична разлика во Македонија. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме за најновата драма што ја прави и најавува Еди Рама утре во Тирана со македонските албански партии. Ке зборуваме за грците кои што признавале македонски јазик само во Македонија. Геомити ова е некоја ендемска риба, да не речеме охридска пастрмка која што живее само во Охридското езеро и никаде на друго место. Ке зборуваме за најголемата рак рана на Македонија, се вика корупција, и за други теми. Со нас е Александар Николовски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во што не е јасно. Наш гостин е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Александар, Македонија доживеа фуриозен старт на новата 2023 година со реанимирана буквално една ретроградна тиранска платформа во најава. Сите албански лидери, односно сите лидери на албанските партии во Македонија утре се намаса со Еди Рама. Нешто се повторува старо 6 години. Прво мораме да коригирам, мислам дека не се сите, она што е според најавата, да. Она што е многу побитно е оваа средба и позадината на оваа средба. Мислам дека позадината на оваа средба е една сериозна паника која што во моментов се јавува во власта, најмногу во СДСМ, колку и да ова изгледа нетипично за реториката поврзана со оваа средба која што е деновива во јавноста. Јас, според моје мислење, но и сознанија, мислам дека оваа средба се случува токму на барање на СДСМ и на Димитар Ковачевски, кој што бара помош во опстојувањето на неговата влада, затоа што владата е пред распад и се обидува на овој начин да добие помош за спас на својата влада, а за возврат да реализира политички, ако сакате, и регионални агенди кои што се на штета на македонскиот народ. Кога ќе видите работите во овој контекст, мислам дека стануваат многу појасни, а тоа е дека СДСМ и Ковачевски се спремни да дополнително одат на штета на македонскиот народ, во корис на одредени други агенди, само уште некој месец да останат на власт, затоа што тоа е максимумот што можат да го добијат, и во таа насока бараат гума за спасување кај Еди Рама. Но условите се променети и таа гума за спасување нема да ја добијат, затоа што немаат поддршка кај народот, и мислам дека утре ќе има само една јалова средба и
ќе има само едно сликање и позирање кое што нема да донесе ништо добро на Македонија и само ќе го хрене гневот и фрустрацијата кај македонскиот народ, што ќе се види на следните избори. Одлуките за Македонија треба да се носат во Македонија и после промената на власта една од првите работи што ќе направиме е да прекине оваа пракса за Македонија да се одлучува надвор од Македонија. Сите треба да одлучуваат во носењето на одлуките кои што добиле поддршка од народот, апсолутно. Затоа народот ги бира своите представници, но тоа треба да се случува во собранието, каде што се избраните представници на народот, а не надвор од државата. И она што најмногу загрижува, а ја потврдува оваа теза која што ја споменав, е молкот од страна на СДСМ, кој што збор немаат кажано за оваа средба која што треба да се случи утре, што само потврдува дека се многу среќни што ќе има таква средба во Тирана, односно дека оваа средба е на нивно барење. Ова многу кореспондира со нешто што се случи во минатото, односно пред 6 години. Најмногу помогна целата оваа приказка со тиранската платформа не на албанските партии, тоа помогна во столичувањето на Заев со на нелегитимна победа, односно тој не ни победи на избори. Најмногу помогна тој да застане на чело на владата, токму Еди Рама асистираше на целата оваа приказка. Воопшто не е далеко се надеваат од оваа гарнитура во СДСМ на реприза на тоа сценарио, но невозможно е да се направи реприза на тоа сценарио од неколку причини. Основната причина е расположението кај македонскиот народ. Точно е дека на тие избори СДСМ загуби, но исто така е точно дека резултатот беше многу тесен. Резултатот беше 51-49, значи два пратеници разлика тогаш во корист на ВМРО-ДПМН. На следните парламентарни избори резултатот нема да е два пратеници разлика, туку ќе е дупло повеќе пратеници разлика најмалце. Очекувам на следните парламентарни избори ВМРО-ДПМН да освои над 61 пратеник, односно да има долно пратеници самостојно да формира влада. Очекувам СДСМ да е под 25 пратеници и да им се џабе сите вакви верби, надежи и така натака. И ова што утре го прават во Тирана, мислам дека треба да е добра порака и до македонскиот народ масовно да излезе на следните парламентарни избори и да даде поддршка на ВМРО-ДПМН со цел никој да не може да го оценува идното владење, нити да прави обструкции на идната влада, затоа е потребна една масовна излезност и силна поддршка за ВМРО-ДПМН за одлуките да се носат во Македонија, а не во Тирана или во Белград или во Софија или во Атина, како сакате или каде сакате надвор од државата. Одлуките мора да се носат тука во Македонија и затоа е потребна една масовна излезност на избори и силна поддршка за ВМРО-ДПМН. Дали логиката која што можеби не е така надвор од умот на Еди Рама во моментот е преку албанските партии во Македонија да направи притисок во насока на тоа дека нема да има албански партнер на следните избори, бидејќи секако ќе победите според сите анкети, тоа е факт, но да не коалицира никој со вас, иако таа приказка пак една партија ја сруши со неодењето таму. Јас повеќе за да sada само повторно испадне оно што ќе кажи најмногу да остане на власт со тоа што ќе протурка уставните измени за кои што вие дефинитивно не сакате да гласате. Многу е логично. Па не е многу логично, мајде ќе одиме едно по едно. Прво, за уставни измени немаат бројка и не ни можат да имаат бројката и не гледам како било каква средба се обидува. Ама не може да се обидуваат затоа што немаат поддршка од ВМРО-ДПМН. Така што не гледам како е возможно средба било каде, вклучително и во Тирана, да помогне за уставни измени. Јас повеќе работата ја гледам натре. Мислам дека дел од власта би сакала да ова го представи како обид на Еди Рама да влијае во Македонија. Јас обратно го гледам, а тоа е дека Димитар Ковачевски моли да ова се случува. И мора да ги гледаме работите од таа перспектива, тоа е дека имаме една власт во тонење, која што по секоја цена се обидува да се спаси. Тоа е едниот аспект на целата работа. Вториот аспект е дека втората партија во власта исто така тоне, а тоа е политичката партија ДУИ, каде што има сериозно раслојување внатре во партијата и на кој што исто така им е потребна гума за спасување. Но во после утрешната средба нити СДСМ нити ДУИ ќе добијат гума за спасување, напротив ќе допотонат, затоа што народот не е наивен, не е глупав
и не може со една средба да го промени мислењето. Напротив, мислам дека фрустрацијата дополнително ќе се зголеми, а и да не го подценуваме премиерот на Албанија Еди Рама, кој што сериозен временски период е премиер, не се добиваат избори случајно, нити се добиваат избори по грешка. Мислам дека и него многу работи ќе му станат утре јасни и возможно е и многу работи да се случуваат обратно од тоа што очекуваат и СДСМ и ДУИ. И на крај, устата им е полна со онаа иницијатива Отворен Балкан. Ако толку им е за соработка, затоа што нели официјалниот одговор е дека одат за да воспостават подобра соработка, зошто тоа не е средба во форматот на Отворен Балкан или зошто не е една нормална меѓувладина средба каде што ќе се сретнат двете влади и ќе разговарат, туку напротив се повикуваат политички партии само на етничките албанци. Одговорите ги дадовме претходно, но тоа, како што кажавте, е јалов обид. Така дали овој можеби она шемата позови пријателја или повикај го пријателот, нели, за да им помогне на СДСМ и на ДУИ да заскријат најголемата рак рана на македонското општество, се вика корупција, нешто што беше констатирано и тоа јавно пред 2 месеци скоро, и тоа од американската амбасадорка, и сите останати, па го призна тоа и власта, и сега најнаш корупцијата не баре исчезна од сцената, да се занимаваме со нешто друго во превод, дефокус, дигресија е. Тука мислам дека можат семинари дури на Албанија да држат во дел на криминал и корупција. Апсолутни шампиони се во моментов и нема влада во Европа која што може тоа достигнување, со тоа достигнување да се мери. Малце сум ироничен, но тоа е вистината, тоа е дека во Македонија корупцијата цвета во секој сегмент и не има само во највисоките структури, туку до најниско е спуштена, практично и да нема сектор во кој што нема корупција, луѓето тоа го чувствуваат секој ден. Работа што ги следува по закон не може да се завршат доколку немаат познаник во одредена институција, дали комшија, дали роднина, или доколку не дадат мито на одреден службеник за работи кои што по редот на нештата ги следуваат. Документ не може да се извадат, на доктор не може да отидат да се лечат нормално, да не зборувам за покрупни работи, затоа што е така расширена корупцијата да нема сектор во кој што ја нема, и тоа создава два процеси. Или има корумпирани структури во рамки на јавната администрација кои што функционираат, или од другата страна оние кои што се честни, кои што не сакаат да се корумпираат, се демотивираат и не им се работи затоа што гледаат до кое ниво е стигната корупцијата и едноставно не сакаат да бидат дел од тоа, и бегајќи од корупцијата дополнително станува неефикасна самата јавна администрација затоа што нема кој да ја заврши работата, и затоа Македонија потона таква како што е потоната. Имаше неколку шлаканици од повеќе битни фактори во Македонија. Првиот печаток беше дека власта си призна нешто што беше факт, не баре царот е гол, некој кажа, нели, а беше гол и глав, како и владата, која што меѓу другото и гола и босе, иако нели не во однос на парите, но немаше соодветна реакција на оваа шлаканица гледано отстрана. После обелоденувањето на ова и шлаканицата, тие наместо да се повлечат и да почнат да работат на тоа, продолжија со оние познати мерки на непотизам, клиентелизам, партиски врски и се. Видовме на судски совет кој стана председател, потоа видовме и на Академијата за суди, видовме јавен обвинител. Многу работи се случија кои што покажаа дека власта не ја научи лекцијата, напротив дека повторно се работи како еден вид на отстапница можеби за она што ги очекува, тој пат од власта, па си прават некаков простор. Па видете, мислам дека врвот на СДСМ и на ДУИ се свесни дека ова им се последните мигови на власт било кога во сопствените политички кариери, затоа што во демократија не е проблем да победите или да изгубите на избори. Проблем е ако никогаш веќе не го направите тоа, иначе нормално во демократија властите да се менуваат, но овие две структури и во СДСМ и во ДУИ се свесни дека ова им е последно, и затоа има едно вакво панично однесување и злоупотреба на институциите. Секој се обидува да зграби тоа што може да зграби. Ако било кој мисли дека нема да одговараат за ова што го прават, ева да им порачам од тука јавно дека ќе одговараат од прв до последен. Ќе има одговорност за сите, никој нема да биде заборавен нити изоставен. Неселективно ќе се одговара за сите злоупотреби кои што се прават во моментов, но и се правеле години наназад, да не мисли некој дека времето ќе
ги покрие работите или дека ќе се заборави. Во институциите заборавање нема, си постои институционална меморија и за секого ќе биде проверена работата. Секој кој што работел честно ќе му се признае, но секој кој што работел нечестно ќе си одговара сериозно за злоделата кои што се направени. Така што во тој контекст го гледам и ова однесување на власта, но за да тргнат работите напред, одговорност ќе мора да има. Најчесто граѓаните велат дека дури да има промени без ова што го спомна, се вика одговорност, ништо нема да има поента. Ова не е празен муабет, ќе видиме нешто конкретно, така? Апсолутно. Да. Наша основна заложба како политичка партија е да се врати редот во државата. Ние имаме два клучни столба. Едниот е борба со организиран криминал и корупција и вториот е подобрување на економската состојба, кои што се поврзани. Затоа што за да се подобри економијата мора да има ред. За да има ред, покрај да се воспостават добри пракси за воиднина, а тоа е да новите носители на јавни функции, кои што би биле предложени од влада на ВМРО ДПМН да бидат честни, одговорни, работливи и посветени, исто така тие пред нив мора да понесат одговорност, да одговараат за злоупотребите кои што ги направиле во две насоки. Прво, да го вратат она што е украдено, и второ, тоа е да е порака кон иднините дека нема простување, нема амнестија, туку напротив, секој кој што ќе се огреши пред законот, одговара. Кога тоа ќе се постигне, економијата сама од себе ќе почне да расте, затоа што кога ќе се ослободи бизнисот од стегите на корупцијата, домашниот бизнис, а странските инвеститори кои ќе видат дека во Македонија кога ќе дојдат никој нема да им бара мито или ако некој им побара ќе можат да го пријават истиот да одговара, тогаш ќе се охрабрат да доаѓаат и економијата ќе почне, што би се рекло, сама од себе да расте, и затоа овие два процеси се поврзани, меѓусебно се поврзани во една синергија, и доколку не се направи процесот на ставање на ред во Македонија, односно воспоставување на функционален систем на владење на правото и на борба со криминал и корупција, економијата нема да порасне. И обратно, доколку се воспостави еден добар систем на владење на правото, функционална правна држава, има битка со организиран криминал и корупција, одговорност за тие претходно кои што правеле криминал и корупција, економијата ќе почне да расте. И ќе расте. Партијата која што дојде на власт, а не ни дојде на власт, да не се лажеме, како што кажавме, 2016-та не ни победија, 2017-та дојдоа на власт, како што дојдоа токму и со помош можеби на Еди Рама, но дојдоа со една празна фраза, една патетична: нема правда, нема мир. Зборуваме за правото и правдата во година 2023, кога уставобранителите, патриотите гнијат во затвор за нешто што не го направиле. Зборуваме за држава која што годинава исто така 22-та ќе остане запаметена. Се надевам нема да паѓаме уште повеќе, како година со рекордни во наводници 3% доверба во обвинителството, 4 минимални бедни насто доверба во судството. Нема правда, нема мир, така? Па со овој тренд мислам дека следна година ќе 2,1%. Да. Знаете, анкетите на крај се статистика, мислам дека овие 4% повеќе се случајност, можеби статистичка грешка? Па не, мислам дека можеби имало анкетирано повеќе суди и обвинители случајно, па тие се тие кои што дале позитивно мислење за овој дел. Иначе јас не познам човек во Македонија, без разлика дали имал или немал допир со правосудните органи, кој што има позитивно мислење за работата на истите. Тоа не значи дека сите кои што работат во правосудните органи лошо работат, нити значи дека сите кои што работат таму се корумпирани, најмалце дека злоупотребуваат, но поединци кои што го прават тоа оставаат лош печаток за фелата таму, за целокупниот систем. И најголемата желба за поправање на работите ја гледам токму во оние кои што се во правосудниот систем, во судиите и во обвинителите. Гледам голема желба кај нив да се поправат работите, и тоа е многу позитивно. И само според мене бараат и очекуваат да бидат ослободени и самите ќе ги поправат работите, затоа што тие се тие кои што обвинуваат и кои што судат. Мислам дека една власт која што ќе го ослободи од притисоци и од стеги судството и обвинителството ќе даде најголема можност самото тоа да се исчисти од лошите луѓе во него и да воведе еден функционален систем на владење на правото и правна држава,
Затоа мислам дека треба да се даде шанса на судиите и на обвинителите да го средат системот, а на тој начин да ги постават еден од темелите и за средување на државата, само да се ослободат. Јас сум убеден дека има таму сериозен, огромен број, мислам дека е над 90% бројот на луѓе кои што сакаат честно да си ја работат работата и да бидат столб на правосудството во Македонија, но овие 10 расипани проценти за жал оставаат впечаток за сите кои што работат таму, затоа што другите 90 се потиснати од власта, не им се дава да бидат гласни, не им се дава да работат својата работа, често се и казнувани или преместувани и затоа е таков впечатоков како што е. Дали 23-та година власта ќе продолжи по на лоша навика во обидот да ве уништи како партија, како организација, како движење? Зборуваме за година 22 во која што ве следеа службите, зборуваме за година во која што продолжи оној атак врз имотот на партијата, за разлика од нивниот имот кој што им го дари една комунистичка партија и сето тоа, па вие го стекнавте, па сега сакаат да ви го земат. Ке продолжи ли овој атак и обид за бришење на ВМРО-ДПМН? Мислам да, но без успех. Ние сме постојано следени и физички и телефонски. Дури не го прават тоа ни многу вешто, кога доаѓав тука на кај Алфа телевизија, за да знаат гледачите, оние кои што не знаат кај Алфа, има една бензинска пумпа и кај бензинската пумпа се врти десно за да се стигне тука во Алфа телевизија. Како што свртевме десно, видовме како оние кои што не следеа позастанаа тука затоа што ќе беше преочигледно да продолжат позади нас, да ја поздравам. Се уште се таму. Па веројатно за навраќање. Така што тоа е нешто со кое што навикнавме да живееме. Злоупотреба на државни ресурси, така? Да, и затоа ќе има одговорност, треба да знаат тие кои што го прават дека ќе има одговорност за таа работа, затоа што криминал и корупција не е само некои физички пари да земе и да ги стави во джеп, туку и злоупотреба на ресурси со цел останување подолго на власт или компрометирање на политичкиот противник, во случај следење на раководството на опозицијата, исто така криминал и корупција. Не е многу пријатно, но навикнавме да живееме со таа работа. Јас се надевам дека ова ќе е последно во Македонија се злоупотребуваат безбедносните служби, затоа што нивната работа е заштита на уставно-правниот поредок на Македонија. Нивната работа е многу битна, би рекол еден од темелите, од столбовите на силна држава и треба да се остават таму да работат луѓето кои што работат во службите и таму има сериозен број на професионалци кои што мислам дека многу повеќе би сакале да следат тероризам или да следат на пример бугарски активности во Македонија кои што се насочени против македонската држава отколку да следат опозицијата, затоа што за тоа се образовале, за тоа се надевале дека ќе работат и доколку им се остави простор на тие луѓе да сработат, а не да се бара од нив да ја следат идната опозиција, мислам дека ќе помогнат многу на Македонија, вклучително и во делот на зачувување и надградба на македонското достоинство и одбраната на македонскиот национален идентитет, самобитноста на македонскиот народ, македонската историја, култура и македонскиот јазик. Што да очекуваме повеќе од луѓе кои што се наместени на позициите само заради тоа што се партиски апаратчици кои што повторно народски кажано ќе учинат на партијата? Зборуваме за првиот човек на АНБ кој што беше избран како што беше избран, откако стави подпис на указот за државјанство давање на Онишченко. Што да очекуваме од таков кадар? Па не можеме да очекуваме многу, затоа што се работи за кадар кој што директно е спремен да следи само партиски наредби. Самото тоа што се нафати да ја води АНБ е дел од овој скандал, долно зборува за неговиот морален кредибилитет. Мислам дека доволно кажавме во изминатиот период. Јас ќе повторам. Законот за АНБ е добар. Проблем е што не се спроведува. Оваа сегашна власт е обземена од шармот во наводници на тајните служби, како што за жал беа и многу претходни власти обземени. Јас мислев дека оваа власт ја научи лекцијата затоа што мислев дека нема да заборават како станаја влада. Да не заборавиме дека причината зошто падна претходната влада на ВМРО-ДПМН беше злоупотребата на тајните служби, односно масовното прислушување кое што се случи и разговорите кои што излегоа во јавност низ злоупотреба на безбедносните служби. Мислам дека прво што ќе направат е дека ќе осредат безбедносниот сектор и дека нема да помислат во иднина да ги
злоупотребуваат безбедносните служби, затоа што тој во наводници сладок непринципиелен брак со тајните служби никогаш не завршува добро нити по државата, нити по власта. Тие влегува во најинтензивни злоупотреби на тајните служби кои што било која влада било која ги направила и затоа ќе заврша најлошо споредено со било која влада претходно, што се надевам дека конечно ќе е лекција да власта ги остави безбедносните служби да се работат работата за која што се предвидени, а тоа е заштита на уставно-правниот поредок на Република Македонија. Дојдоа ламентирајќи со нема правда, нема мир, видовме како завршува тоа, дојдоа зборувајќи за правата на студентите, гледаме што се случува со труењата и 120 денарски оброк кој што не можат да го дадат, но дадоа 20 милиони нели за невладините организации барем во новиот буџет. Исто една од работите и главните флоскули со кои што доаѓа на вас беше чистиот воздух. Скопје и денеска е 6-ти најзагаден град во светот, меѓу првите 10, константно сме 2, 3, 4, 6, не е само Скопје и останатите македонски граѓани, македонците се трујат, повторно статива. Па видите да беа во 10 сектори успешни, па овој во 11-тиот да беа неуспешни, да ги бараш причините на друго место, но јасно е овдека дека се работи за неспособност и некомпетентност која што директно се одразува на здравјето на граѓаните. Бројни луѓе имаат респираторни проблеми, останати здравствени проблеми заради загаденоста на воздухот. До следните парламентарни избори, некои подобри времиња, мислам дека единственото што останува во овој дел кај народот е да се променат условите временски, да има можеби повеќе ветар или дожд или снег, како би можел колку толку да се исчисти воздухот. Колку ја звучи ова лошо што го кажувам, не гледам дека власта било што може да направи за да се подобри квалитетот на воздухот, затоа што не направи ништо во овие 6 години колку што се на власт, така што и ова е еден од големите порази на оваа влада на СДСМ и ДУИ. На секое поле ја видовме таа неспособност и некомпетентност со која што зрачи оваа влада. Излезе нели она информација дека имаме трајно неспособен премиер со нели оверен печат, штембил нели парав на сето тоа, но на секое поле велам еве Преспанскиот договор постојано излегува на површина. Беше отворен македонскиот клубот за македонски јазик во Лерин, Грција. Грците го нели забранија, излегува јавниот нивни обвинител, тамошен и вели да во Преспанскиот договор тие, наспроти тврдењата на Таче и компанија, го признале постоењето на македонскиот јазик само во рамките на нашите граници, што е тотално апсолутно небулоза, тоа го кажав и претходно, не баре ова е ендемски вид на животинче, некоја охридска пастранга, па живее па само во Охридското езеро, жива материја јазик, но тие се повикуваат на она што го подпишале Заев, Димитров и компанија, односно го одобриле со тоа што го направија со Преспанскиот договор. Повторно, секојдневно да не решам, се соочуваме дали во Бугарскиот договор за добрососедство во кој што нема Д добрососедство, дали во Преспанскиот договор се излегуваат постојано некои работи кои што тие ги промашиле повторно. Неспособност, некомпетентност на секое можно поле, па дури на овие болните, најболните точки зборуваме за јазикот кој што го заштитија и не баре нели Ковачевски зборуваше, влегуваме со чист. Тоа беше неговата нели придавка, чист македонски јазик во Европската унија. Видете, последиците од штетните договори допрва ќе се чувствуваат. Иначе едно е пропагандата, друго е вистината. Пропагандата трае одреден временски период, после тоа доаѓа вистината. Во однос на јазикот, јас и во разговори со вас пред 4 години кога го анализиравме Преспанскиот договор, една од работите на која што најмногу забележував беше третирањето на македонскиот народ и македонскиот јазик согласно овој така наречен Преспански договор. Таму членот 7 е јасен и за жалена линија на она што го зборуваат сега грчките власти. Имено таму се дефинира македонскиот јазик ограничен само на територијата на денешна Република Македонија и се забранува да се користи терминот македонски јазик било каде надвор од територијата на Македонија, нити се остава можност дека некој надвор од територијата на Република Македонија може да зборува македонски јазик, што е спротивно на пропагандата на власта, но ова што сега се случува во Грција е потврда на ова што јас го кажувам и тоа што опишува во Преспанскиот договор, и тоа е по мене едно од најголемите проблеми, дури и зло
би рекол, кое што го има во тој договор за ваквото ограничување на термините македонски народ и македонски јазик, не баре ние во резерват живееме, па само тука постоиме. Постојат бројни проблеми во двата договори. Некојаш ако сакате можеме да направиме специјално интервју само на таа тема. Јас длабоко сум навлезен во двата договори, можеме член по член да дискутираме. Тоа што мене најмногу ме загрижува е што владата на СДСМ и на ТУИ ги потпиша овие договори и на тој начин даде право, даде легитимитет на владите во Бугарија и во Грција, без разлика кој ги води, да сега на документи се повикуваат. Значи, ако до бугарскиот и грчкиот договор Бугарија и Грција се повикуваа на нивна политика, пропаганда, влијанија и така натака, сега се повикуваат на меѓународни договори и потврдата на нивната вистина во наводници, односно на нивната страна, ја даваат врз основа на меѓународни документи подпишани од нашата за жал од, не можеме да речем нашата, затоа што не се наша, подпишани за жал од власт во Македонија. И тоа е најголемиот удар за Македонија и за македонскиот народ од овие два договори. Факт е дека неспорно е потребно насушно, да не речам нешто како промена. Зборуваме за предвремени парламентарни избори, ги споменавме повеќе пати во рамки на емисијата, избори кои што треба да донесат една промена, па работите полека да почнат да се враќаат на местото каде што треба, да не речам вистинските вредности. Зборуваме за Македонија. Како да дојдеме до нив? Еве, последните информации од вашата партија, побаравте во април, мај да имаме предвремени парламентарни избори, велат нема да има. Ќе има ли ќе биде ли ова изборна година нема да биде на уставни измени, тоа е факт, но ќе биде ли барем година на избори, на предвремени парламентарни избори? Очекувам во мај месец да имам предвремени парламентарни избори на кои што конечно ќе дојдат промените во Македонија. Ќе си оди оваа ненародна влада на СДСМ и на ДУИ и ќе може една влада предводена од ВМРО да помане да ги решава крупните проблеми во Македонија и да пополека ги враќа работите во нормала. Очекувам самостојно да освоиме над 60 пратеник, како не би трпели уцени од помали политички партии или од политички партии кои што не им мислат добро на Македонија. Остануваат уште многу теми, но времето е тоа. Ти благодарам. Некоја следна прилика ви благодарам на поканата, беше задоволство и поздрав на сите кои што не гледаат. Ти благодарам и беше чест што отворивме новата сезона во 2023-та токму со тебе. Задоволство. Ви благодарам и вам што бевте со нас, уште еднаш да сте ни живи и здрави, чувајте се. Многу.